Premudrost, smerno stojmo, čujmo sveto evanđelje, mir svima. Od Luke sveto evanđelje čita se. Pazimo, u dane one Marija ustavši otide hitno u gorski kraj u grab Judin i uđe u dom Zakarin i pozdravi Elisavetu. A kada Elisaveta ču pozdrav Marin, zaigra dete u utrobi njezinoj. Elisaveta se ispuni Duha Svetoga i povika uzvišenim glasom i reče: blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje. I odkud meni ovo da dođe mati Gospoda mojega meni? Jer gle, kada glas pozdrava tvojega dođe u uši moje, zaigra dete od radosti u utrobi mojoj. I blago onoj koja verova da će se izvršiti što joj je kazao Gospod. I reče Marija: veliči duša moja Gospoda i возрадовался дух мой о Боге, спасение мое, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафимом, без истинния Бога, слава родившую, сущую Богородицу, я величаем, яко приди на смирение ради своей, се Господине умножая сироды, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафимом, без истинния Бога, слава родившую, сущую. Достойме за слушanje na svetu to Evangelije, Gospoda Boga go molime. Премудроst, prosom da ga slušame sveto to Evangelije. Miran si te, da vnimavame sveto to Evangelije spored Mateja. Slava
Царицата, дойдоа Марија и ете стана горен потрес, ангел Господов слезе од небото, пристапи го оттргна каменото, се заврте кон жените и им рече: не плашете се, знам дека го барате Исуса распнатиот. Не е овде, воскресна како што беше рекол. Дојдете и видете го местото каде што лежал Господ, па отидете по брегу и кажете им на учениците негови дека он воскресна од мртвите. И ете че отиде во Галилеја порано од вас, таму ќе го видите. Ете ви кажав, и откако излегоа на брзино гробот, тие со страв и голема радост оттрча да им сообщат на учениците негови. Кога одеа да им јават на неговите ученици, ете Исус ги сретна и рече: Звоних со вера да се помолиме на Господа. Господи помилуј. За благотворен воздух, за изобилие на земни плодови, за мирни времења да се помолиме на Господа. Господи помилуј. Што пловат, патуваат, боледуваат, страдаат, за заробените и за нивно спасение да се помолиме на Господа. Господи помилуј. Се избавиме од секаква тага гнев и опасност да се помолиме на Господа. Господи помилуј. Заштити не спаси, помилуј запази не со Твојата благодат. Господи помилуј. Мајке пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети и самите себе, еден друг и сиот наш живот на Христа Бога да го предадеме. Господи, што Тебе Ти придега секоја слава, чест и поклонение на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Христос
Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! По милоста Божја, архиепископ Охридски Македонски, заедно со Светиот архиерейски синод до свештенослужителите, монаштвото и до сите чеда на Македонската православна црква, а по повод великденските празнувања испраќа мир и благослов од Бога, поздравувајќи ги со величествениот поздрав Христос воскрес! Нека се веселат небесата достојно и земјата нека се радува, нека празнуваат сите, зашто Христос вечната радост воскресна. Возлюбени празниколюбци, Христовото воскресение е основа на спасението. Тоа е најголемиот и најрадосен настан во историјата. Иако има ден за радување меѓу сите денови, тоа е и денот на Христовото воскресение. Ако има празник на сите празнувања, тоа е празникот на празниците Великден. Воскресението е чудо на сите чуда, дар на сите дарови, благослов на сите благослови, кои не се дадени од небесата. Тоа е тајната на тајните, која била чуена, видена и со раце допрена. Тоа е торжество на торжествата, објаснува Свети Григорije Богослов. Затоа, да се верува во Христа, значи да се верува во воскресението и во единственото име кое спасува. Овој спасоносен настан го најавиле уште старозаветните праведници. Така, пророкот Исаија објавил дека мртовците ќе оживат и мртвите тела ќе воскреснат. А царот Давид со голема надеж предскажал: се радува срцето моје, воскликнува јазикот мој, телото моје спокојно почива, зашто светецот твој нема да биде распаѓање. И во новозаветните книги централно место има воскресението. Кој верува во Христа воскреснатиот и да умре ке живее. Со овој победоносен чин Спасителот Христос ни дарува живот и со неговото воскресение влегуваме во радоста на Господарот на сите, во радоста која никој не може да ни ја одземе. Возлюбени чеда во воскреснатиот Господ, до вчера го оплакувавме нашиот цар и Бог, кој на крст беше распнат и во гроб беше положен, а денес ликуваме, си спомнуваме за се што доживеа неговите ученици и сите кои што го позна и признаа за Син Божи. На крстот беше прикован нивната вера, но тие продолжија да веруваат. На крстот пострада нивната надеж, но тие и понатаму се надеваа. На крстот беше распната нивната љубов, но тие уште повеќе го љубеа својот учител. И тоа повеќе од кога и да било. Со исто оружје, со дрвото со кое ѓаволот спечели победа, објаснува Свети Климент Охридски. Со него Христос го прозре ѓаволот. Затоа кој ќе ја искаже со зборови силата Господова, од смртни ние станавме безсмртни. Тоа се големите дела на крстот. Ете тоа, воскресението на апостолите им даваше сила да истраат во тие страдални дни. Тоа христијаните ги крепнеше ни сите времења да поднесуваат и најголеми искушенија. Тоа и нам денес ни е најголема надеж и незаменлива утеха. Цркво Христова, ти мало стадо, во тоа и твојата сила, со која цареви се победувала и царства си покорувала. Со таа сила силни си обесилувала и моćници си смирувала. Токму со воскресната победа Христос е посведочен за Син Божи.
кој е вистински Бог и спасител на сите луѓе. Затоа, кој верува во Него, ќе го победи светот и ќе има живот вечен. Возлюбени во Христа победителот, во денот во кој човечкиот род премина од робство на гревот во слобода на љубовта, во тој ден Богочовекот не избави од смртта и ни дарува живот вечен. Затоа Пасха, како што уште се именува славното Христово воскресение, значи премин од непостојање во постојање, од робство во слобода, од смрт во живот. Денот пак на воскресението е ден на животот, а нашата вера е вера на вечната радост и во вечниот живот. Силата на оние кои што веруваа, се надеваа и го љубат воскреснатиот Христос е во смирението, во целомудрието, во трпението, во послушанието, во страданието, во сите таинствени доблести што го надминуваат умот и расудувањето човечко и го преобразуваат човека од земно во ангел подобно битие. Возлюбени чеда на нашата света црква, годинава нашата радост е двојна. Во ова 2016 лето Господово одбележуваме 1100 години од блаженото упокојување на нашиот покровител и прво иерарх на древната Охридска столица Свети Климент Охридски. 11 столетија тој молитвено се застапува за нас. Цели 11 столетија ни ја сведочи незалечната светлина на светото Христово Евангелие. Грижливо не води и ни го осветлува патот кон царството на воскреснатиот Спасител и Господ. И на овој голем ден молитвено се обраќаме кон овој богоугодник од нашиот род, да испроси од човеколюбивиот Бог разбирање и братска љубов меѓу нашиот православен народ. Нема поблагопријатно време и поблагословен ден од Велик ден. Па од името на нашата духовна мајка, Македонската православна црква, повикуваме на единство меѓу нашиот народ, трудејќи се да го запазиме единството на духот преку врските на мирот. Злобивајќи се со тај дар, ќе можеме мудро, незлобно да одговориме на сите предизвици што катедневно се испречуваат пред нас. Да го чуваме собственото и да го почитуваме достоинството на другите, да се грижиме за доброто на секого и на сите околу нас. Затоа и денес, на Велик ден, стоејќи простум пред Бога Содржителот, да се помолиме заедно со Свети Климент и со сите македонски свети и да испросиме преобразба на секого и меѓусебно сплотување, да побараме исцеление на раните што ги трпиме и лузните што ги носиме, да измолиме оттргнување на страдањата и искушенијата со кои живееме, да можеме во Негова слава, со Негова помош, да одиме по патот на доблеста и да се овенчаме со вистинската добрина и со секој дар што доаѓа од Него. Уште поусредно да се молиме Бог да ги запре немирите и војните кај нас и во целиот свет, да ги врати раселените во своите домови, да ги закрили оние што страдаат и да ги овенча со маченички и споведнички венци бројните христијани и невини луѓе кои во нашиве дни ја сведочат верата во Христа воскреснатиот. А вам, возлюбени чеда на Македонската православна црква, во Македонија и насекаде во светот, молитвено ви посакуваме бодар дух, силна вера, непоколеблива надеж, возвишена и постојана љубов. Вашите срца нека се исполнат со искрено покаяние
тада се укрепите во доблеста, праведноста и да ја почувствувате постојаната радост во нашиот Господ, победителот на смртта. Искушенијата со кои се соочуваме во овој живот, нека бидат предворие за воскресение во вечниот живот, па убедувајќи се на Христа да се удостоиме за учество во Неговите вечни блага, исполнити со благодата на Светиот Дух, торжествено да воскликнеме: Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Архиепископ Охридски Македонски Стефан со членовите на Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква: Христос воскресе! Почитувани верници, еве за прв пат оваа година по благослов на Бога дојде благодатниот оган кој се спушта во Ерусалим на воскресението Христово. Денес го донесоа овие деца кои стојат позади нас, го пречека од Телавив и го донесоа овде во нашиот град. Затоа да знаете дека ова е благодатниот оган кој сите треба да си го однесете дома, во вашите домови и да си запалете кандила, за да ви гори за здравие и успех во вашите животи. Христос воскресе! Христос Здравено!